почитувани професори, драги директори на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, почитувани колеги. Дозволете ми прво во мое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да изразам благодарност за поканата да бидам дел од овој денешен настан, бидејќи имаме промоција на една значајна студија анализа за кризната состојба и справувањето со пожарите во Република Северна Македонија, односно да видиме докаде сме со функционалноста на системот на заштита и спасување во државата. Секако дека научно стручен предизвик за кој верувам дека сите го делат мислењето, представува еден особен, темелен експертски осврт на проблематиката на пожарите и пред се од аспект на елементарни природни непогоди, но и намерни, така наречени кривично-правни действија, и пред се мислам на делот што го офаќа се вкупната институционална и концепцијска поставеност наспроти нив како објективни и крајно опасни закани, тоа се економски, безбедносни, еколошки, биолошки по здравјето на луѓето и по нивниот живот. Особено сакам да го нагласам фактот дека ова научно-истражувачка студија изобилува со релевантни податоци, статистичко-аналитичка документаристика, оправдано преферира да ги детектира и да ги даде конкретните насоки кон едно стратешко конципирање на целокупниот систем на кризниот менеджмент и тоа во сите негови фази: превенирањето, планирањето, реагирањето, спасувањето и санирањето секако на последиците од пожарите како закана, особено изразена во последниве 2 декади, не само кај нас, туку и во глобални рамки, и ова тенденција за жал нема да се намалува во наредниот период. Во позитивна смисла од аспект на науката и праксата, значи понуда на една стручно фундирана идеја или оценки за тоа што може да се помогне во конструирањето и надградувањето генерално на системот за менеджирање со кризи. И сето она што во оваа студија е изнесено е практично основа на која што ќе може да се преземат низа мерки и начин на кој што ќе се консолидира генерално системот за заштита и спасување. Пред се системската интегрираност, која што мислам дека сериозно и недостатъчно на Република Северна Македонија, и вклучувањето, односно заедничкото делување на сите вклучени субјекти кои што ги имаме. Мислам дека ако погледнеме искуствено сите ние низ пожарите во минатата година, кои што се случија со една сериозна, огромна динамика за неколку дена, би рекол, иако се недели, очигледно беше дека нема институција која што самостојно може да се справи во рамките на државата. Дури секој од нас знае дека со ваква огнена стихија мора да се интегрира системот и капацитетите и регионално, не само на ниво на државата, меѓутоа за нас е важно прво нашиот сопствениот систем да го интегрираме до крај, за да можат сите овие, би рекол, случувања од еден ваков обем да бидат добро изменаџирани. Од друга страна, факт е дека сите надлежни служби, и тоа е нотирано во оваа сама студија, во делот со справувањето со пожарите, системот за управување со кризи, заштита и спасување, се должни да бидат будни, активно да ги следат позитивните трендови, стручни, технички, организацијски, и сообразено со еден општ концепт за таков вид на кризен менеджмент да ги имплементираат во своите структури. Во тој контекст, од аспект на Министерство за внатрешни работи, како илустрација сакам да посочам дека полициското делување во случај на тие пожари кои што не се случува измината година, или пак уште посвеж пример е делувањето во
Тетово, на пожарот кој што беше сега, на 30 мај, во кој што припадниците на хеликоптерската единица на Министерство за внатрешни работи зема активно учество, има брза навремена реакција, се со цел да се спречат самите последици кои што можат да бидат многу кратни. Ова го напоменувам заради тоа што како резултат на она што ни се случи во измината година, ние посегнавме по планирање на зајакнувањето на капацитетите на Министерство за внатрешни работи. Значи, до минатата, односно до оваа година, практично до 7 мај, ние немавме можност за вклучување на нашите воздухоплови во гасењето на пожарите. Тоа е еден капацитет плюс кој што го направивме и за МВР, меѓутоа и за државата генерално, со набавка на опремата, инсталирање, монтажа и целосна обука на тимовите кои што ќе работат во овој случај, и Тетово беше еден од случаите во кој што покажавме дека за многу кратко време може да има реакција ако тоа добро координирано и со Центарот за управување со кризи и со Дирекцијата за заштита и спасување. Сметам дека и тој влог кој што го направиме целосно и оправдано направен во изминатиот период. Ова за нас нема дилема дека представува приоритет во ангажирањето, во работењето, и секако дека ние ќе бидеме подготвени тука целосно да сето она што го имаме како наша оперативно, техничка, кризна, логистичка опременост да се стави на располагањето на државата. Исто така со задоволство сакам да потенцирам дека всушност и авторите на студијата многу исцрпно и низ детали и анализа на сите техничко-организацијски поставености на целиот наш систем за заштита и спасување и за управување со кризи, недвосмислено го согледуваат, сугерирајќи дека тој сегмент има фундаментално значење за оперативната ефикасност при спротивставувањето со огнените стихии. Иако сега говориме за огнените стихии, овој систем има многу поголема важност и во другите делови на заштита и спасување. Секако дека оваа студија по својата сеопфатност, по својата конкретност, длабинската аналитичност може да го заземе своето место во наши заеднички напори за суштинско подигање на сите стандарди на функционирање на кризно делување и секако во концепирање на еден подолгорочен и поквалитетен систем за заштита и спасување во служба на граѓаните. Сакам да им честитам прво на сите автори за вложениот труд, за посветеноста во креирањето на оваа студија, која што ќе ни овозможи или ќе ни отвори можност за еден сериозен исчекор, посебно во овој дел на справувањето на институциите на системот со пожарите, и воедно да се заблагодарам и на Факултетот за безбедност и на сите професори, заради тоа што ова не е прва студија, и ова е студија како след што ни се случуваше за повеќе настани. Јас ќе напоменам, во периодот додека бев и председател на владата, направивме исто таква студија да видиме како ни функционира системот и во делот на големата здравствена криза која што имавме COVID-19. Така да, сметам дека нема подобра работа од тоа кога науката ќе ставиме во служба на практицирањето или оперативната работа, тогаш ќе имаме сигурни резултати. Уште еднаш честитки и голема благодарност заради тоа што ова е основата за развој на македонското општество. Благодарам.